Галаксиите се едновремено едни од најзначајните компоненти на Вселената, како и едни од најмистериозните. Откривањето на тајните на галаксиите ќе помогне да дојдеме до одговорите на прашањата кои луѓето си ги поставувале со векови. Како настанала Вселената, како се формирале првите ѕвезди и галаксии и каква е нејзината судбина. Како најсветли и најмасивни објекти во Вселената, галаксиите го следат нејзиниот развој, па затоа нивното создавање и еволуцијата во себе ги содржат карактеристиките кои Вселената ги имала во времето на нивното формирање. Структурата на Вселената и нејзината еволуција се предмет на посебна научна дисциплина – космологија. Зборот Вселена доаѓа од грчкиот збор космос или латински универзус. Во терминологијата на физичката космологија, Вселената се смета за конечен или бесконечен временски простор, во кој е сместена целата материја и енергија. Некои научници ја поддржуваат теоријата дека Вселената е дел од многобројни други вселени. Делот од Вселената кој може да се види или испита обично се нарекува метагалаксија или видлива Вселена, поради тоа што ширењето на Вселената е многу поголемо од нејзиниот краен досег на наблюдување. Космолозите сметаат дека е неможно да се следи нејзиното ширење. Галаксија е систем од звезди, меѓузвездена материја и темна материја, кои се меѓусебно врзани со дејството на гравитационата сила. Меѓузвездената материја ја сочинуваат остатоци од звезди, гас и прашина. Космолозите најмногу се користат со Ајнштајновата општа теорија на релативноста, која се занимава со гравитацијата, просторот и времето, развиена од страна на Ајнштајн во периодот од 1907 до 1915 година. За Вселената постојат две карактеристични теории – стационарна и еволуциона теорија. Теорија за стационарна Вселена. Една од најдлабоките мистерии е енигмата за потеклото на универзумот. Во 1950-тите години оваа теорија за стационарна состојба фасцинираше многу научници. Самиот Едвин Хабл, кој откри дека светлосните спектри на галаксиите имаат црвено поместување, никогаш не помислил дека тоа е затоа што тие се оддалечуваат. Тој и неговите современици тоа го припишуваат на слабењето на светлината, предизвикано од патувањето на зраците низ Вселената. Застапниците на стационарна состојба тврдеа дека постојаното разредување на материјалот како последица на проширувањето се компензира со постојаното создавање на нова материја, која се раѓа бавно во меѓугалактичкиот простор. Оваа теорија вели дека Вселената постои за секогаш и нема почетна точка на создавање. Таа е безвременска, или пак времето е циклично и дека Вселената е во непроменлива состојба. Оваа теорија страстно ја бранеше астрономот Фред Хойл, која објасни предпоставката за трајно создавање на протони и електрони, кои продолжуваат да формираат водород, кој подоцна се групира во ѕвезди и галаксии. Но со текот на времето стационарната теорија станала научно неприфатлива поради следниве причини. Космичка микробранова позадина. Во 1964 година, двајца млади истражувачи, Арно Пензиас и Роберт Вилсон, ја открија космичката микробранова позадина, која силно ја поддржа теоријата за големата експлозија, бидејќи ова зрачење е директен доказ за топлата и густа состојба на раната Вселена. Другата причина е еволуцијата на галаксиите. Современите наблюдувања покажуваат дека галаксиите и структурата на Вселената се менуваат со времето, што не е во согласност со принципот на стационарност. Еволуциона теорија. Еволуционата теорија за Вселената е космолошки пристап што ги опишува промените на Вселената со текот на времето, од нејзиното раѓање до нејзината моментална состојба и можното идно развивање. Оваа теорија вклучува неколку основни концепти и е поддржана од наблюдувања и експериментални докази. Еволутивната теорија тврди дека првичната колекција на жешки честици експлодирала во зората на времето. Овие честички го формираа целиот водород на универзумот, а можеби и хелиум во еден настан. Оваа еволутивна теорија исто така објаснува зошто галаксиите се оддалечуваат една од друга. Сите тие се уште се во бегство од моќта на почетната експлозија.
Повеќе докази за еволутивниот универзум доаѓаат од мерењата на Едвин Хабл за брзината на галаксиите. Тој откри дека колку е подалеку една галаксија, толку побрзо изгледа дека се оддалечува. Токму тоа би се очекувало доколку има древна експлозија која го започнала сето тоа и оттогаш работите се оддалечуваат. Лошата страна на еволутивниот универзум се разбира е тоа што не завршува среќно. Нема неограничено снабдување со водород како во теоријата на стабилна состојба. Во еволутивниот универзум, универзумот може да се прошири за секогаш и на крајот ќе остане без водород. Звездите на крајот изгоруваат, а универзумот се лади до огромни замрзнати гробишта на мртви звезди. Друга можност за еволутивниот универзум е дека гравитацијата на целата материја на крајот би можела да повлече се повторно заедно во джиновски колапс, што се враќа, експлодира и го започнува универзумот одново. Ова бескрајно експлодирање и колабирање на универзумот е опишано од физичарот Ричард Толман. Во 1929 година, американскиот астрофизичар Едвин Хабл го направил едно од најреволуционерните откритија во историјата на астрономијата. Тој утврдил дека сите галаксии се оддалечуваат една од друга, што значи дека Вселената не е статична, туку се шири. Како Хабл дошол до овој заклучок? Тој ја проучувал светлината што доаѓа од далечните галаксии и забележал дека нивните спектри покажуваат систематско поместување кон црвениот дел на спектарот. Ова е познато како црвено поместување, а неговата причина е доплеровиот ефект. By 1929, enough of these galaxies had been collected, and we found out that they're actually moving away from us. The universe, which is comprised of these galaxies, is expanding. So within the same decade, between 1924 and 1929, Edwin Hubble publishes papers showing not only are we not alone in the universe, alone as a galaxy, but that the entire universe is expanding. Доплеровиот ефект е појава како ја брановата должина на зрачењето се менува кога изворот се движи. Ако изворот се доближува, брановата должина се скратува и се јавува сино поместување. А ако се оддалечува, брановата должина се зголемува и се јавува црвено поместување. Хабл сватил дека сите галаксии, освен неколку блиски, покажуваат црвено поместување, што значи дека се оддалечуваат. Колку е подалечна галаксијата, толку е поголема незината брзина на оддалечување. Оваа релација е формулирана преку Хабловиот закон, каде што V е брзината на оддалечување на галаксијата во километри во секунда, H е Хабловата константа, а D е оддалеченоста на галаксијата во мегапарсеци. Современите мерења ја даваат вредноста на Хабловата константа како 65 плюс минус 8 километри во секунда по мегапарсек. Ова значи дека галаксија оддалечена 1 мегапарсек или околу 3,26 милиони светлосни години ќе се оддалечува со брзина од околу 65 км во секунда. Хабловиот закон е еден од најважните закони во космологијата, бидејќи докажува дека Вселената не е статична, туку се шири и укажува на тоа дека ако го вратиме времето назад, сите галаксии ќе се соберат во една точка, што води кон хипотезата за големата експлозија. Ако ширењето на Вселената продолжи, постои одредено максимално растојание до кое можеме да наблюдуваме галаксии. Тоа растојание е околу 10 на 10 светлосни години. Оваа граница се нарекува хоризонт на Вселената, делот од универзумот што може да го видиме, а се нарекува и наблюдувана Вселена. Ако ја земеме вредноста на Хабловата константа, можеме да ја пресметнаме староста на Вселената. Врз основа на оваа формула, староста на Вселената се проценува над 15 до 20 милиарди години. Оваа вредност добро се вклопува со астрономските наблюдувања и соодветствува на моментот кога сета материја и енергија биле собрани во една точка. Ако големата експлозија навистина се случила, тогаш треба да постојат одредени докази. Еден од најважните докази е космичкото позадинско зрачење, слаб радиосигнал кој доаѓа од сите насоки на небото. Во 1964 година Арно Пензиас и Роберт Вилсон случајно го откриле ова зрачење, кое се појавува како слаб шум во нивните радиоантени. Ова зрачење е остаток од првичната фаза на ширење на Вселената и денес има температура од околу минус 270 степени Целзиусови или 3 Келвин. Дали Вселената ќе се шири бесконечно или ќе почне да се собира назад? Одговорот зависи од густината на материјата во Вселената. Ако густината на материјата е помала од критичната вредност, 10 на минус 29 грама на сантиметар кубен, тогаш ширењето ќе продолжи за секогаш.
Но ако густината е поголема од критичната, гравитацијата ќе почне да ја забавува експанзијата и на крајот Вселената ќе почне да се собира. Ова би довело до големо собирање, сценарио каде што целата материја повторно ќе се спои во една точка. Откритијата на Хабл го променија начинот на кој разбираме Вселената. Ширењето на универзумот, црвеното поместување и космичкото позадинско зрачење се клучни докази за моделот на големата експлозија. Сепак, многу прашања остануваат отворени, како што е темната материја, темната енергија и судбината на самиот универзум. Но едно е сигурно, астрономијата продолжува да ни открива нови и фасцинантни тајни за потеклото и иднината на се што постои.